Dobro utro. Dobro утро. Добро утро и до вас. Токму така, Цеца, како што ги напомена, всушност една од најважните и една од најновите информации кога станува збор за сезонскиот грип. Именно тие информации покажуваат дека во периодот од 16 до 22 декември имаме 139 нови случаи на грип, па токму ова на некој начин беше и повод за нашето денешно прво вклучување на лице место, односно да појасниме кои се оние главни симптоми на самиот грип, како да го препознаеме и при самиот крај може да напоменеме, се разбира и колку е важна самата вакцинација и се разбира ефикасна против сезонскиот грип. Ово утро заедно со мене е доктор Мира Атанасов. Добро утро и добро дојдовте повторно во утринската на Телма. Добро утро, добро ве најдов. На самиот почеток сакам да појасниме која е разликата, главната разлика од настинка и грип. Има голема разлика, знаат доста и од нашите пациенти. Грипот е брутален. Грипот почнува нагло. Нема најава кај него, значи тој знае за 2 часа. Еден здрав човек, ние велиме да го легне во кревет. Што се случува? Се случува еден механизам на нагло развивање на еден инфективен синдром, велиме. Тоа значи една треска прво ќе биде доминантна во симптоматологијата. Таа треска значи може да биде манифестирана, верувајте, со многу висока фебрилна температура. Ние очекуваме као лекари да ни реферират 39,5 дури до 40 степени Целзиусови. Тоа ќе даде една голема малаксаност, замор кај пациентот, ќе го деранжира, велиме за 2 часа он веќе ќе биде легнат во кревет, он е способен да ги врши секојдневните обврски, ќе почне да осеќа гушоболка, значи една грлоболка, ќе почне она сува, надразнителна кашлица и таквиот пациент веќе е неспособен, значи да оди на работа, да се грижи за своите обврски во домот. За разлика од настинката, која што има малце полесни продромални симптоми, велиме, тоа се симптоми што сите ги чувствуваме во почетокот на есента, еве веќе и зимата. Значи не е се грип, да разјасниме, значи симптомите на настинката се поблаги, побавно почнуваат. Таквиот пациент ќе се пожали дека малце носот му протекува или носот му се затнува, ќе има растечнати очиња, значи солзи на очите, ќе има и исто сува, надразнителна кашлица. Меѓутоа симптомот температура не е во вид на треска, значи тој симптом ќе биде некаде 37,5 до 38, ќе ги нема драстично сите овие симптоми при грипот, значи нема силна болка во мускулите, нема силна главоболка. Таквиот пациент на нога ќе биде, да не речам ќе биде во можност да ги обавува основните своји функции, ќе применува по наш совет, по совет на сите матични лекари, ќе применува симптоматска терапија од типот на парацетамол или ибупрофени, ќе сугерираме нели да се пијат електролити, пробиотици, витамини, таквиот пациент е полесен пациент за решавање. За разлика од пациент со грип кој што велам нагло ќе залегне во кревет, многу ни е битно на нас како лекари да брзо ја воспоставиме или да ја установиме дијагнозата кај тој пациент. Зошто велам така? Затоа што ни е битно понатаму и третманот на таков пациент. Пациентите со грип, верувајте, се голем товар за општеството. Тие ќе бидат онеспособени да одат на работното место, барем 7 до 10 дена. Големи би били и трошоците за лекување на такви пациенти. Една држава многу води сметка, нели, колку троши од буџетот за здравство. Таквиот пациент, замислете, ако е од имунокомпрометирачка група на пациенти, може би ќе биде и принуден или да биде нели и хоспитализиран. Затоа велам, грипот секојаш има големо социоекономско значење за секоја држава и сите држави водат сметка да на време бидат нивните државјани, значи превенирани, за да не дојдат до ситуација да заболат од грип, бидејќи грипот представува една многу тешка инфективна болест, значи тешко вирусно заболување на респираторниот тракт. Знае да помине со лесни симптоми, меѓутоа знае да помине и со тешки, со комплицирани, значи состојби. Која е таа главна превенција, како да се спречи самото ширење на грипот? Вака, нас една пандемија претходно, нели, нас не научи што треба ние да превенираме и како треба да се однесуваме сите. Многу е битно и колективно, значи колективниот имунитет да го зачуваме кај жителите наши, а исто и личниот имунитет да го зачуваме.
Колективното здравје зависи нормално и од собственото индивидуалното здравје. Сите тие мерки што ги знаевме за пандемијата со ковид, впрочем важат и овде. Лична колективна хигиена, внимание како се однесуваме дома и на работното место, на темелно миење на раце, дезинфицирање на сите површини, носење на маска, евентуално советот е дури и тие што се грижат за пациентите со грип, сепак да носат маска. Би рекла дека многу е битен оној дел на внесна здрава храна, калориски избалансирана, сега е зима, меѓутоа Македонија има добро снабдени маркети, пазари со овошје и зеленчук. Значи многу е битна квалитетна исхрана со протеини, со јаглени хидрати. Секојаш ги препорачуваме и витамините, затоа што пак грипот е многу зависен од внесот на Д витамин. Зимските месеци нема сонце, зимските месеци сме повеќе изложени на ладно, а на грипот па најмногу му одговара една температура од 0 до 5 степени, му одговара дожливо време, а ние во просториите кај што и живееме и работиме, во колективите, ние имаме сува средина, имаме сув воздух. Тој сув воздух прави терен вирусот на грип полесно да влезе во нашиот респираторен тракт и да ја почне онаа негова каскадна реакција со еден инфламаторен одговор од страна на пациентите. Можеме ли да кажеме кратко при самиот крај колку е ефикасна вакцинацијата? Вака би искоментирала дека Светска здравствена организација секогаш дава насоки на сите држави кој тип на грип циркулира во одредено подрачје, дали тоа северна или јужна хемисфера, и дава налог на фирмите што прават фармацевските компании која вакцина да се изработи. Годинава и кај нас е неколку типна вакцина, го содржи и типот А и типот Б. Типот А би рекла дека содржи два најчести типа што циркулираат на северна хемисфера и последните година-две тоа го следи Светска здравствена. Од типот А двата типа се H2N3 и H1N1. Додека од Б типот, што е пореток сепак кај нас, би рекла има исто два типа, Јамагото и Викторија, тие два типа, значи поливалентна е вакцината. Јас сум среќна како држава, успеавме голем дел од нашите постари жители, препораката беше над 65 години да ги извакцинираме тие пациенти. Голем дел препорачавме да се извакцинират и пациенти што имаат хронични заболувања, без оглед дали се кардиоваскуларни, пулмонални заболувања, невролошки. Препорака дадовме и за бремените жени, препорака дадовме дури и за малите деца од 6 месеци до 5 години, така да голем дел од сите овие жители на Македонија искористија да бесплатно, значи државата овозможи бесплатни вакцини за грип. Верувате, вакцината е доста ефикасна, не штити 100%, меѓутоа се смета дека дури да заболи тој што ја примил, ќе има сепак полесна клиничка слика. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам дека сите со внимание слушавте. Навистина говоревме на една актуелна тема, односно како да се заштитиме од сезонскиот грип. За разбира напоменавме при самиот крај колку е важна и ефикасна вакцинацијата. И исто така уште еднаш при самиот крај ќе напоменам колку е важно всушност да се внесува овошје и зеленчук во овој период и сите оние витамини кои што ни се потребни за да не заболеме од грип на некој начин, но и ефикасно да се избориме со него.